Именно по повод, нели, во пресред на 31 мај, светскиот ден во борбата против пушењето, Сдруженијето Борка организира кампања, односно спроведува кампања за подигнување на свеста околу поврзаноста помеѓу пушењето и појавата на ракот на белите дробови, кој што за жал е во постојан поле. Така. Инаку Сдруженијето Борка е организира оваа кампања во соработка со Министерството за здравство на Република Македонија. Рековме, настанот ќе се одржи денес на плоштадот Македонија, а нашиот колега новинар Мики Трајковски е веќе таму со дел од организаторите, па ќе ни објаснат што се ќе се случува и зошто и вие треба да бидете, драги мои, дел од овој настан. Мики, дали се слушаме и дали ќе те видиме? Ева, ние те гледаме. Така, добро утро Јована, добро утро Един. Како што веќе најавивте, значи денеска од 26 мај, дали се ова вашите бели дробови? Ова е новата кампања која што пушењето е главна причина за рак на белите дробови. Токму денеска ќе започне се до 31 мај, каде што е всушност и значи ден против пушењето. Со нас имаме двајца организатори, значи од Младинскиот образовен форум и од невладината организација Борка. Добро утро за Костуранова и најнапред за програмата што ќе се случува токму тука позади нас точно во 11 часот. Значи, добар ден. Денеска во 11 часот започнува на градскиот плоштад настанот "Дали се во вашите бели дробови", организиран од страна на Борка, организацијата им поддржана од страна на Министерството за здравство. Исто така поддржувачи на овој настан се Сити радио и Младинскиот образовен форум. Она што ќе го видиме денес ќе биде, односно главна цел на настанот е да се потенцираат фрапантните податоци за растењето на бројот на луѓе заболени од ракот на белите дробови и улогата што пушењето има во целата оваа приказна, односно како тоа представува главен причинител за се ова. Уште една од главните цели на настанот е да се презентира, односно промовира програмата на Борка за откажување од пушење во тек на 5 дена, каде што символично 5-тиот ден од оваа програма е зацртан да се случи на 31 мај, односно светскиот ден на борбата против пушењето. Она што ќе го видиме денес ќе биде хепенинг, односно ќе има музика и забава, но она што исто така ќе се случува ќе бидат и 3 јавни дебати, каде што цел ќе биде да се презентираат последиците од пушењето и како тоа предизвикува рак на белите дробови, улогата на законите во нашата земја во борбата и превенцијата од ракот на белите дробови, а воедно да се презентира програмата за откажување од пушење во тек на 5 дена. Така, Георгиев, кажи ми, значи, која е целта на оваа кампања и од каде е идејата? Борка со оваа кампања сака да подигне свеста на граѓаните во Македонија за проблемите од ракот на белите дробови предизвикани од пушењето, со тоа што Борка ни дава статистики, значи од Светската здравствена организација дека 5 милиони луѓе умираат годишно моментално од рак на белите дробови, а се очекува до 2020 година да умираат по 8,3 милиони луѓе годишно. Во Македонија секој втор жител над 16 години пуши и секоја 10-та смрт е предизвикана од пушењето. Ова е алармантна бројка, мислам дека, и токму поради тоа Борка ја создаде оваа кампања за да подигне свеста кај македонските граѓани и да помогне во спречување на ракот на белите дробови. Пантни бројки кои што ги спомнав. Значи, како младите ќе се откажат од пушењето, иако 5 дена ќе трае оваа кампања, како младите ќе дебатираат и кои... Темите на дебатата, значи ќе се случуваат 3 дебати денеска. На првата дебата ќе се дискутира, односно дебатирите ќе имаат за задача да докажат како пушењето представува главен причинител за ракот на белите дробови и зашто е важно да се откажеме од оваа навика со цел да го зачуваме нашето здравје и здравјето на луѓето во нашата близина. На втората дебата, она што ќе се дискутира ќе бидат законите во нашата земја, колку е нивната улога важна и колку може да го спречат индиректно ракот на белите дробови како појава и ќе се направи паралела помеѓу останатите земји во светот и како они се борат против оваа напаст. Додека пак на третата дебата ќе биде презентирана онаа програма за откажување од пушење во 5 дена, каде што мислам дека не изградат се реализирани доволно голем број на брошури, а и сите луѓе што ќе можат да добијат една од овие би можеле да разгледат и да сватат дека има некои навистина корисни совети за како поедноставно и похрабро да се избориме против пушењето. Символични нешто од идеи како посетете кино и театар каде што не може да се пуши, излупате овоше наутро за да имате што да правите со вашите раце, односно практични совети кои што навистина би можеле да му помогнат на некој човек да се откаже од пушењето. Костуранова, фала ти на стварно добрите совети и која ќе биде пораката до младите од невладината организација Борка да се откажат од пушењето? Пораката е заштитете се себе си, заштитете ги другите околу вас од ракот на белите дробови.
Ви благодарам на двајцата, значи ги покануваме сите оние кои што во моментов гледаат журнал, токму денеска од 11 часот, да дојдат на плоштад Македонија и да го проследат токму овој настан. Дали се ова вашите бели дробови студио? Мики, за тебе знам дека не пушиш, мислав да ги прашам твоите соговорници доколку Така? сме во техничка можност, дали тие може би пушат? Да, има прашање во студио, дали вие пушите? Не. Добро, дали вашите пријатели и дали досега викнете од пушењето? Да, затоа сакав и да позборам. Многу е логично дека без разлика дали јас или Марко денес тука пушиме или не, во нашата околина има голем број на луѓе кои што пушат и би сакала уште еден совет од брошурата да споделам, кој што вели кога би се откажувале од пушењето, споделете оваа информација со вашето семејство, вашите блиски, вашите пријатели, затоа што и тие може да имаат голем ефект, односно да придонесат да го кренат вашиот морал и да ве поттикнат на тоа да се изборите против навиката. Ти благодарам, се надевам задоволни од одговорот. Апсолутно, Мики, да. Јас затоа и прашав, сакав да видам дали вистинските луѓе го организираат овој настан, бидејќи честопати, нели, се случува да ги презентираме и да ги кажуваме сите оние штетни влијанија на цигарите, а при тоа и самите ние сме пушачи. Така, браво за кампањата и се надеваме дека овие информации, овие брошури и овие совети ќе стигнат, нели, до вистинската адреса, пред се кај до најмладите, бидејќи слушнавме нели соговорникот на Мики, фрапантна бројка која што вели дека секој втор жител кој што е над 16 години конзумира цигари. Така.